Богато културно лето му предстои на Велес. Во текот на следните 2 месеци, велешани ќе имаат можност да уживаат во низа културни манифестации, кои локалните власти се надеваат ќе го привлечат вниманието на публиката. Во Велес и оваа година ќе се реализира манифестацијата Топол културен бран, поделена во 2 дела. Првиот ќе се реализира од 20 до 30 јули, а вториот од 20 до 30 август. На 22 јули ќе биде почетокот во Велес, каде што ќе гостува групата Монистра. Во меѓувремето, околу дојде до некоја измена, тогаш ќе бидат оркестарот на Петце Атанасовски, нели, пејачката група. За во следниот период имаме настап и од тамбурашки оркестар од Бања Лука, кој што ќе гостува исто така во склоп во рамките на Топлиот културен бран. Исто така ќе имаме еден настап и на Джорле со Сузана Спасовска проект што го изработија минатата година и оваа година тука ќе настапат заедно со тој проект. За на крајот завршиме со четвртиот проект, тоа е квартетот на Пламенка Трајкова, кој што ќе настапи на крајот на месец август со затварањето на Топлиот културен бран. Деновиве завршија 51-вите Рацинови средби, а во тек се етноработилниците во куќите на уметноста. И оваа година градот ќе биде домаќин на голем број членови на ансамбли од неколку земји, а кои ќе настапат во рамки на овогодинешниот интернационален фолклорен фестивал. Крајот на јули пак е резервиран за фестивалот на античка драма Стоби, за кој организаторот се уште не соопштува никакви детали. Но како и секоја година, така и оваа веројатно ќе ја привлече публиката во античкиот град. Велес е средина која што се одликува со карактеристика на добро развиена, нели, културна навика да се следат настани во сегментот на драмски представи, концерти и така натаму. Јас се надам дека е многу добар потек ова што го направи владата, каде што и ние партиципираме секоја година, ќе партиципираме идната година, ќе партиципираме како град на културата, нели на 26 сега овој месец се очекува и дефинитивно предавањето на на новиот театар на уметниците кои ќе за новиот храм на уметноста на театарот да се предаде на театарот Јордан Хаџи Константинов Џинов. Во четврток по водите на реката Вардар за прв пат ќе заплови автентичната гемија во рамки на Вардарската регата Гемиџи, на која се работеше подолг период. Учесниците и оваа година како трговците од минатото во 3 етапи ќе пловат од Велес до Гевгелија.